На локацијата пред луксузниот хотел Александар Палас и спортската сала Борис Трајковски ќе никне бензинска пумпа. 16 советници во општина Карпош кренаа рака за и го изгласаа дупот под закана општината да треба да исплаќа милионски суми по евентуално изгубен судски спор. Општината била тужена поради тоа што Уставниот суд го поништи претходниот урбанистички план со што на тужителот му била нанесена штета. Синоќа градоначалникот Стефче Јакимовски свикал воредна седница со една точка на дневен ред, односно носење на дуб за градски четврт 304 блок 5 или локацијата пред спортскиот центар Борис Трајковски. Според деталниот урбанистички план се предвидува простор за комерцијални и деловни објекти, зеленило и рекреација, инфраструктура и сообраќајници, спортски базени и пливалишта, хали за повеќе спортови, дрвореди, украсно и заштитно урбано зеленило, пешачки простории, примарни и секундарни улични мрежи, како и бензинска пумпа. За дупот гласаа советниците од СДСМ, ВМРО, ДПМН и ГРОМ, додека пак советниците од Левица и Независни за Карпош не присуствуваа на седницата. Ценејќи ја сериозноста на ситуацијата и заканата од милионски суми штета по евентуалниот изгубен судски спор за општина Карпош, советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата по советот на општина Карпош денес ќе ја поддржи точката од предложениот дневен ред. Непријатноста во која што сме доведени за волку важно прашање да одлучуваме на вонредна седница, веројатно е настаната поради неодговорното владење на претходниот градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од за нас неразбирливи причини, актуелниот градоначалник ова не го посочува. Советничката група од ВМРО ДПМН ќе бара од соодветните органи и институции да покренат истрага во која ќе утврдат одговорност на сите инволвирани во овој случај. Инаку, ова ќе биде четврта бензинска пумпа на овој потек од градот, бидејќи во непосредна близина на локацијата на само 1 квадратен километар веќе има 3.